Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Најнеспособната влада во историјата на Република Македонија, предводена од најнеспособниот премиер Зоран Заев, е пред реконструкција која што не ветува ништо ново и не ветува ништо подобро. Почитувани, оваа влада на СДСМ и на Заев е владата која што уништи Република Македонија и економски и државнички. Еден од најзаслужните за уништувањето на Република Македонија и нејзината економија е вице-премиерот Кочо Андјушев, кој представувајќи се како владин човек од бизнис секторот, успеа да ја доуништи онака кревката економија и да работи единствено за интересите на неговите фирми и бизниси. Денеска, иако ги има премногу, ќе потенцираме 5 најважни причини зошто Кочо Андјушев треба да си оди од власта заедно со сите останати со Заев, и тоа уште веднаш. Причина број 1. Кочо Андјушев е вице-премиерот од владата на СДСМ, кој сам на себе си додели грант од 160.000 евра преку фондот за иновации на својата фирма Cast Invest и при тоа лажеше дека воопшто и не знаел за грантот, туку неговиот менаџмент на фирмата аплицирал без тој да знае. Причина број 2. Кочо Андјушев е вице-премиерот на СДСМ кој откако дојде на функција сам на себе си овозможи царински поволности за литиум-ионските батерии кои ги вградува во производите во неговите фирми, кои при тоа се единствени фирми во Република Македонија кои ги користат токму тие батерии. Тој сега има поволности за набавка, односно за увоз на истите. Причина број 3. Кочо Андјушев е вице-премиерот во владата на СДСМ, кој својата позиција искористи за да ги изгради полесно малите хидроцентрали МХЕ Тополки и МХЕ Падалишка река, односно ја искористи својата позиција за преку својот колега, министерот Садула Дураку, да си го продолжи рокот за изградба на истите хидроцентрали, наместо му ги прекина договорите како што стоело во еден од членовите на договорите, а претходно исто така си донесе одлука за пренамена од земјоделско градежно земјиште за истите хидроцентрали, со што ја зголеми вредноста на истото земјиште. Причина број 4. Кочо Андјушев е вице-премиерот кој искористи својата позиција во владата за да успее на сомнителен начин, за кој пишува и странските медиуми, да ја продаде својата фирма ИДС на грчкото електростопанство. Фирма која што работеше во загуба последната година и ја продаде токму во периодот кога се продава и националните интереси на државата за неколку милиони. Причина број 5. Кочо Андјушев е вице-премиерот, бизнисмен, чии бизниси цветаат откако е на власт. Да подсетиме дека општините под раководство на СДСМ, Кочо Андјушев и неговите фирми ги снабдуваат со камиони за чистење познати како метларки, кои ги произведуваат токму неговите фирми. Да подсетиме дека неговите фирми ги земаат тендерите во психијатарската болница во Негорци, во клиниката за кардиологија, во Тетовската болница, односно клиничка болница, во Основниот суд Велес, во Агенцијата за патишта за набавка на мрежа и многу други тендери кои се сомнителни и матни, кои што подоцна треба да се истражуваат откако оваа влада ќе ги тргне канџите од судството. Почитувани, ова се само дел од причините заради кои Кочо Андјушев треба да си оди, да прекине да злоупотребува функцијата и да одговара откако институциите ќе почнат да ги расветлуваат овие случаи. Што побрзо си замине оваа влада на СДСМ, толку подобро за граѓаните и за државата. Благодарам.